Органски производители од Виница и Струмица преку соработка и размена на искуства кон кревање на свеста кај населението за бенефитите и потребата од пренасочување кон здрави навики со храна без отрови. Обединувачка алка се Сдруженијата Агровинка Виница и Хорти Еко Струмица. Сега сме тука на терен, значи практична обука. Тоа ми произлезе како од анкетираните учесници, од 100 анкетирани учесници, дека повеќе сакат да посетат практична обука на фарма, кај што има органско производство. Наредниот период во текот на овој месец или во јули месец ќе дојдат пати и кај нас ќе ни возвратат посетата. Целта значи на проектот ни е поголема група на населението за да отпочне со одгледување на органска храна, да се обучат поголема група на луѓе како да произведуваат и на кој начин се произведува органското производство. Производителите на органско киви и аронија кои паралелно развиваат и селски туризам во селата Дражево и Габрово, барат поголема заштита од институциите, но не само на хартија, туку и на терен. Се е добро, дала природата, работиме, се трудиме, но кога треба да се тоа пласира, нема цена. Ние го продаваме тоа како конвенционално производство. Тука и треба и владата и државата малку да преземат мерки за оние што работат во органско производство, затоа што кај ова органско производство тука нема пестициди, нема вештачко ѓубре, тоа е се природно ѓубре, арско домашно ѓубре, но кај органско производство 30% е намален приносот. Државата и владата и овие министерства треба да преземат мерки да биде откупот навремено и да биде барем 30% по ценето него од конвенционално производство. Треба во законска регулатива да се смести некаде тој вид на туризам, да се најдат законски решенија, бидејќи сега во законска регулатива не е решен проблемот со руралниот туризам. Магичниот пат на органското производство, како што е насловен овој заеднички струмичко-винички проект, ќе биде сумиран во едукативен видеофилм кој наскоро ќе може да се види на сите локални и регионални телевизии. Овој втор заеднички проект двете здруженија го реализираат со поддршка на мрежата за рурален развој, а со финансии преку УСАИД.